сме ке медиумите, дозволите само да ве замолам за една компарација. Сведоци сме што се случва кај нашиот южен сосед. Владата на Грција под итно со декрет испрача наредба, да речем, до сите медиуми. Северна Грција да нарекува територијална Македонија. Еве да види, значи правиме на според. Како би се однесувале нашите медиуми? Во однос на тоа, на таа хистерија. Значи, ке нас имаме хистерија од делот на аналитичарите, која иде со хистеријата на грчките политичари. Сакате да кажете дека дел од некои аналитичари што се нарекуваат нивните ставови се исти се совпаѓаат, да тие ги бранат грчките наместо македонските позиции. Да, гледаме такви исчашени представници, еден мислам со такви идеи, фактички луѓе кои што тоа се луѓе кои што работат против својата држава. Сите нивни идеи се идеи на Грција или на некоја друга држава. Тие немаат ништо што идеи со кои што би ја заштитиле својата држава. Инаку апропо само луѓе што не се патриоти, луѓе што немаат чувство за својот човечки интегритет, луѓе што се умствени и морални и ментални кастрати, ме разбирате, тие се кастрирани. Тие мислат дека нешто знаат. Тие говорат дека себе си се представуваат како врвни интелектуалци. Тоа се шупливи интелектуалци. Луѓе кои што говорат против својата татковина, против својата историја, против своите корени, тоа не може да биде личност со интегритет. Ти мораш длабоко да си ја познаваш секој народ, секој човек има право на тоа. Па ние како луѓе сакаме да си ги знаеме нашите корени. Секој сака да го знае. А замислете како народ. Идентитетот на еден народ, на една нација се знае во што се состои. Се состои во тоа да си ја познава длабоко својата историја. Ние како македонци немаме од што да се срамиме. Треба да си ја знаеме целосно својата историја, својата поблиска и многу далечна историја, затоа што ние имаме таква историја. Така што овие како да ги кажам, инвитро интелектуалци или што вие ги нарекувате аналитичари, тие се произведени. Тие се произведени инвитро затоа што како во книгата на Олдоус Хаксли, тој прекрасен нов свет, каде што има сцени како се создаваат различни структури на луѓе во општеството, имаше некоја, многу одамна сум ја читала, знам, имаше една слика ми останала во мозоците се чуваат во некакви тегли, овој мозок е за тоа, овој мозок е за тоа, така се овие наши инвитро интелектуалци, нели, предираат врвни професори и така натака. Тие се произведени, нив во мозокот им е убризган посебна материја за да можат не тоа што се они инстант, они се не само што се инстант. Они се имаат една поданичка психологија, значи не се личности со интегритет, ме разбирате? И они мислат дека ако пласираат, нели, пишуваат некакви колумни во кои што на публиката и се однесуваат со драги мои, пазете ви се молам. Начин на однесување на еден врвен интелектуалец, драги мои. Прво со тоа тој покажува дека тоа е една пежоративно однесување кон публиката, тоа е нешто посебно, нели? Нешто над сите, па есте, драги мои. Прво, кој му дозволува на публиката да се однесе? Од каде тој знае дека вие или јас може да ни се обраќа на било кој во публиката, во јавноста, меѓу читателите со драги мои. Такви, тоа се инвитро, тоа се кастрати ментални и интелектуални и нормално е од нив да се очекува да настапуваат, нели они се знаат и дека ние мора да имаме една таква политика, дајте што побрзо да дадеме име и презиме и не знам што, тоа да се реши. Што е проблемот? Дали што заборавањето на својот идентитет е многу сериозна работа и тоа е доколку некој сака да направи такво нешто, тоа е првиот чекор кон уништување на македонскиот народ и македонскиот. Што ги брза тоа? Што ги нервира? Која е таа хистерија? Зошто таа хистерија? Па видете, тоа се луѓе кои што сакаат секогаш, нели, да представат дека се само тие во право, дека тие се знаат се, а бидејќи воедност имаат, реков, поданичка психологија, тоа се конкретни луѓе кои што работат за одредени интереси, работат. А има одбројува таксиметерот? Најверојатно. Значи нема време за чекање. Многу е убаво да постои размена во смисла да постојат, нели, различни идеи, секој да го каже своето мислење. Затоа што
вистински успех во било што се постигнува само доколку постои една витешка борба на умови. Меѓутоа, кај нас се случува нешто друго. Кај нас, односно витешка борба на мислење, ме разбирате? Но кај нас, оние што сакаат, нели, тие да ја спасат Македонија со тоа што ќе ја уништат, со тоа што ќе одземат името, нашите политичари или аналитичари или како што себе си се нарекуваат, не е битно, тие значи сакаат, тие имаат една дефанзивна политика. Тоа се луѓе без, она која веќе говориме во емисијата, тие се луѓе без свој личен или народен или етнички интегритет, ме разбирате? Тие навистина се такви затоа што е необјасниво како некој може да биде против својата држава. Е необјасниво. Патриотизмот секаде, па дури во Соединетите американски држави е квалитет, човечки квалитет број 1. Секаде. Не знам зошто во Македонија некој, ако си ја сака својата држава, ако си го сака местото во кое што живее, треба да му се земе за греф. Па да, само тука кај нас. Како може еден претседател, ве молам, последните години, претседателот на Република Македонија, за жал, многу често води сериозни кампањи против владата. А не може од позиција на претседател. Таа личност може од позиција на лидер на партија или припадник или што. Меѓутоа од позиција на претседател. Па безброј настапи и безброј примери има не само во земјата, и трибини, и надвор ви кажа, веќе споменав. Во септември од говорницата на Генералното собрание, обраќањето, прочитајте го на Бранко Црвенковски. Па тоа во секоја друга држава, по таков настап, кој ќе се врати претседателот дома, по таков настап, каде што тој ја и шиканира од Генералното собрание својата држава, не треба да се повлече интерпелација или мислам. Но нашите медиуми дури и не го споменаа тоа што тој го кажа. Нашите независни медиуми. Тоа говори дека нашите медиуми не се независни. Но мора да се каже дека тие структури што ги застапуваат и ги продаваат во наводници овде тие тези, тие структури не се случајни структури. Тие структури се всушност продолжение. Тие се овде се користат само како инструменти и продолжение на некои други структури кои што однадвор се обидуваат да ни го наметнат тоа што сакаат, нели? Тие, дали преку формираат своји невладени организации, тие ги финансираат, тие невладени организации однадвор доаѓаат тие пари во изобилие и нормално ова што велите, таксиметерот им тече, тие финансираат медиуми, значи на Брисел не им пречи кога во Македонија медиумите добиваат пари од некои чудни извори однадвор, од некои структури и во прилог на тоа, значи постојано го перат мозокот на овој народ и не успеа досега да го исперат, нели, да се дезинтегрира, да се реши да си направи харикири, да се откаже од себе си, не успеа. И покрај тоа што историја многу пари на своите платеници овде, вие ги нарекувате аналитичари, тие работат за конкретни цели, за конкретни значи структури од надвор, во вид, велам, овде, експонирани дали преку медиуми, дали преку така наречени невладени организации, тие го злоупотребуваат невладениот сектор. Граѓанската иницијатива, невладениот сектор е една многу благородна работа. Силен корпус. Тоа е многу благородна работа, меѓутоа доколку е на вистински, значи, вистински цивилен сектор, а не експонат на нечија политика. А овде, тоа веќе 20 години ние ги знаеме сите, и по име, по презиме, ние ги знаеме како обични граѓани, а камоли, мислам, луѓето што стручно нели се бават со тоа. Ги знаеме и по име и презиме и можеме да препознаеме што тие прават тука и во медиумскиот простор и во секој друг простор. Така што вие велите шират дефетизам, тие се обидуваат, меѓутоа, значи, не успеваат.